На овој 3 јули имаме чест и задоволство да ве поздравиме уште еднаш, овој пат од општинската зграда на општина Кавадарци, како домаќин на 4-то поред издание на Алшар Допри го сонцето, домаќин во вистинска смисла на зборот и пријател на настанот. Зошто прво домаќин? Затоа што ви се обраќаме вам и на јавноста од местото каде што се донесуваат најважните одлуки за граѓанството на град Кавадарци, а важиме за еден од просперитетните места и градови за живење во Македонија. Па оттаму и енергијата да кажеме дека говориме од името на домаќинот или од домот, кој ни подаде рака уште во идејата пред 4 години за истата денес да се обелодени во еден вистински проект да биде бренд на Република Македонија. Алшар 2019 по четврти пат со поместување во датумот во деновите на 5, 6 и 7 овој месец во прекрасните предели на Кожур планина, во преградките на село Мрежичко, ке другаруваме повторно оние кои ја сакаат природата, алтернативниот спорт и се што е поврзано со убавините кои природата ја дава. Поводот е едноставен. Почнуваме во среда со официјален прес. Во најава пред овој официјален прес следува неколку наши медиумски активности, гостување по радија, по телевизија, за денес конечно еве да се обратиме до вас и да ви кажеме дека се е подготвено за овогодинешното 4-то заедничко другарување во природата. На моје задоволство од сите профили, од сите фирми што сакаат спортот, што ја сакаат општина Кавадарци, најголема благодарност до институцијата ФЕНИ или како го викате сега новата фирма поврзана со никелот, Евроникел. Влегуваат во општествениот интерес, општото добро и тоа е за поздравување, а тие даваат и во другите делови на спортот, не само во Алшар. Алшар мене ме поврзува со еден професор Блажо Боев, науката. Алшар станал предизвик за науката, веројатно не може науката убаво да го реши, и Алшар е реткост, културна реткост, некоја рударска реткост, што е предизвик за науката и за нас, и името Алшар прави ова да биде толку многу посетено. Луѓето сакат да го видат Алшар, да го чуат Алшар. Моето потекло е директно од рудникот Тражаново од Мрежичко, најблиско место до Алшар, населено кај што има некоја мала инфраструктура. Се надеваме дека со текот на времето ќе порасне и Мрежичко. Значи привилегијата Мрежичко не е ради претседателот и градоначалникот, него ради инфраструктурата. Ја нема многу да должам. Најголема благодарност за овие организатори што ова работа ја прават без надокнада, со голем морал, со голема волја. Ние сме присутни на терен кога тие се припремаат, ама у цела година со точаци идат до Мрежичко, до Алшар, до стазите. Времето доаѓа за луѓето што сакат планина, рурален дел и спорт. Јас сум цел живот во спортот. Лесно е да бидеш спортист со еден предизвик, со еден резултат, али да бидеш у спортот од 15 години до 50 е голема работа. И ова ако го направите една година, па после да го нема, е ништо. Ако има континуитет и пораз како што има, што повеќе време се задржува, тоа е подобро за градот, за младите генерации. Самиот збор Алшар и самото село за нас Мрежичко многу значи, бидејќи ние од мали знаеме да ги искористиме тие делови што како и организаторот што го избрале мотото Допри го сонцето, и самото утринско сонце на Алшар значи многу. Значи тоа треба да дојде, да се види, да се долови до моментот, за да знаете зошто всушност значи Алшар Допри го сонцето 2019. Ти секоја година се нешто повеќе и повеќе да допринесуваш за да биде подобро за влюбениците на спортот, влюбениците на природата и влюбениците на велосипедизмот. Безбедноста е, меѓу другото, уште од самите почетоци прво и основно на кое што секогаш сме обрнувале внимание, покрај тоа што дружбата, излевањето во природа, спортот, велосипедизмот, планинарењето, и секоја година вложуваме максимални напори сето тоа да се подигне на еден повисок степен и секој да се чувствува сигурен и добредоден горе во пределите на Кожур планина. Позади мене стои едно пано кое го викаме пресвол и кое само за себе повикува дека целата бизнис заедница
сите институции и се што значи нешто во нашата општина и во нашата држава е вклучено во овој проект. Самото тоа ни носи многу голема одговорност нас како организатори Тиквешки точакџии. Полека прераснуваме од детските болести, нели, да преоде дете од 1, 2, 3 години, сега ни е 4-ти пат, но одговорноста е се поголема и поголема. Благодарам за новите компании кои што се вклучи оваа година, тоа се Сава осигурување, особено Евроникел, од каде што и јас потекнувам. Секако ги поздравувам сите спонзори, да не ги броиме сега, и најмногу општина Кавадарци со несебичната поддршка. Во таа чест, иако градоначалникот не е тука, сакам да го представиме и го подариме на градоначалникот нултата маичка, која ќе биде символ за оваа година, и секако на представникот на општината на Сања ќе биде предадена, и тоа е оваа мајца, уште никој ја нема видено, само што излезе од штампа. Тоа е предната страна и тоа е задната страна со принтот. Повели Сања, молам да се предаде до господинот Митко Јанчев. Сакам да продолжам покрај благодарноста што сите чинители на нашето општество и општествено живење се вклучија во овој проект. Пред се, како што сите досега спомна, безбедноста, сигурноста и вниманието се најважниот елемент кој што ќе го чини овој настан. Настанот сакаме пред камерите и пред цела јавност да напоменеме дека не е од надпреварувачки карактер. Настанот во сите елементи е од рекреативен карактер и секој учествува на сопствена одговорност. Сепак, како организација, согласно начелата за воспоставување и организирање на еден оваков настан, значат и подготвување, маркирање на патеките по кои што ќе се движат учесниците, тоа се велосипедистите и тоа се планинарите и пешаците. Тука го поздраваме и ПСД Орле како дел од организацијата на овој настан, кој веројатно покасно ќе земе збор. Сите стази се маркирани, на сите стази ќе се обезбедува, ќе има одредени пунктови за дополнување на вода со посредство на кожувчанка. Сепак, имајќи во предвид дека се работи за летен период, каде што температурите достигнуваат неверојатни висини до 40 степени, иако се работи во планинскиот дел на подкожувието, каде температурите ќе бидат пониски, сепак ги апелираме до сите учесници да со себе понесат плюс количина на вода, иако организаторот ќе се потруди максимални количини да обезбеди за самите учесници. Тука би напоменал исто така во правец на зголемување на безбедноста на сите учесници, оваа година со сите водичи, со посредство на спонзорот Апидо Фарм, сите водичи ќе носат со себе сандачиња прва помош и разни спрејови за разни огреботини, доколку таквите се јават, за мали повреди, и повикуваме секој од учесниците доколку има потреба да се обраќа во тек на стазите, на водичите на стазите, на почеток, на средина и на крај. Сметаме дека секој треба со своето учество да се движи по патеките примерно и совесно. Исто така сакаме да напоменеме дека и летен период има доста живина, да се внимава и во тој дел и да не се завлегува длабоко во шумите, да не дојде до некои несакани последици. Секое прашање кое што го имаат било кој учесник може слободно да комуницира со означените маркирани водичи и од нив да ја добие бараната информација. Секако ќе се потрудиме во тој дел да имаме и некоја радиоврска или што можеме, бидејќи голем дел од планината Кожув е без покритие на мобилна мрежа, така да им кажуваме и на сите учесници дека нема многу да се надеваат на сигнал на мобилните оператори. Исто така, бидејќи се вози во граничен појас, да внимаваат да не направат роаминг со Грција, пошто е тоа во граничниот појас со Грција, и да нема преминување на граничната линија, бидејќи патеката води до самиот граничен појас. Да не ве фати роаминг, потоа да не ви биде алчар со дополнителни трошоци. Тука негде кажа во техничкиот дел, сепак сметам дека сите институции, како и досега, ќе бидат на место, ќе ги
насочуваат оние кои што ние како организатори не можеме да ги и немаме ни право да ги насочуваме. Исто така и брзата помош, исто така и пожарната, и граничната полиција, и шумското стопанство, и шумскиот инспектор, и да не ги броиме сите се вклучени во овој проект. Овој проект значи развој на нашата заедница. Овој проект значи дека ги повикуваме сите категории на луѓе, особено помладите категории, да го засакаат спортот, да ја засакаат природата, да ја најдат природата чиста и исто таква да ја остават, да ги свртиме сите кон еколошката свест, да ги повикаме меѓусебно да се дружат, да ги тргнат табуата на политички спротивности, да почнат да се дружат меѓугенерацијски, да ги тргнат мобилните телефони и апликациите, да имаат еден незаборавен ден во склопот на пријателите, во склопот на семејството, да запознаат нови пријатели од сите други градови од нашата држава. Верувам оваа година ќе има и од соседните или од други држави гости и учесници, да си поминат еден прекрасен викенд за кој што ќе зборуваат и кој што ќе им ги наполни батериите и ќе им даде нови правци за понатаму да продолжиме сите заедно во ова општество во кое сите заедно живееме. Жувчанка е многу горда што настана се одржува токму таму во нашата матична куќа каде што се произведуваат жувчанка минерална вода, изворска и нашата фабрика за македонско пиво. Особено чест и задоволство ми е да потенцирам дека руралните средини се заборавени и тоа ни е уште поголем поттик и желба што сепак се радила нели здруженијето што е формирано Алшар, Допри во сонцето, да може секој граѓанин од различна категорија да види во каква чиста средина и какво богатство имаме во нашата држава, а посебно во Божа. Треба да напоменеме, кога спомнавте отварање, дека отварањето ќе го направи Васил Јанкула, за кој што за Васил Јанкула Бојан може да каже повеќе, кој што го договараше и кој што со големо срце ги прифати тие делови, но пред да го земе микрофонот Бојан, исто би додал дека посебна нишка во таа хумена одговорност сакаме да направиме со специјалната паралелка или како се вика, децата Страшо Пинџур од Кавадарци, кои што сакаме во посредство со нивниот наставник Зоран Велков да ги донесеме заедно со нивните родители на самиот чин на отварањето, да присуствуваат, да ја видат атмосферата и целата општествена заедница да едноставно соживее со тие деца и да тие деца исто така како сите нас доживеат еден прекрасен, незаборавен ден, да го осетат чарот на организацијата, на дружењето, на целата манифестација. Васил Јанкул е личноста која ова година направи еден таков подвиг за мотивација на сите нас. Тој е човекот кој со велосипед направен тука во Кавадарци успеа да помине 800 км за 7 дена во хендикеп. Хендикеп е само збор, а душата и срцето е многу повеќе од тоа. Неговата реченица и да врне и камени да паѓаат, че возиме, тоа ќе биде дополнително мото за Алшар 2019, секој со голема желба и страст да помне патеката, без разлика на тежината на самата патека. Благодарам на сите за топлото добре дојде на Евроникел во оваа иницијатива. Ние сме Лазе рече Алшар дека сега е 3-годишно дете, ние сме само неколку месечна фирма во Кавадарци, меѓутоа точно го пропознаваме пред се, иако сме меѓународна компанија, најголемиот 99% сепак сме ние луѓе од Кавадарци, ние знаеме што сакаат кавадарчани, ние знаеме што сака Македонија, знаеме дека сакаат Алшар и токму од тие причини сметаме дека е една иницијатива на една група ентузијасти точакџи, успешна иницијатива и како така ја препознаваме и бидејќи и компанијата која денес се вика Евроникел порано ги препознавала општествените вредности, она што е добро, ние и понатаму го продолжуваме, односно продолжуваме во насока на развивање општествена одговорност и во таа насока се вклучуваме во Алшар, посакуваме да биде уште еден и ова издание да биде супер успешно, како и претходните години, да расте од година во година. И само ќе кажам дека Лазе рече мобилните телефони на страна, меѓутоа како препознавате успешен настан, кога на одреден датум, ден, ќе видите дека социјалните мрежи се преплавени со фотографии
од настанот во случајот од Алчар. За мене лично, а и за компанијата која представувам, е голема чест да се биде тука, во срцето на Тиквешијата, поготово што носиме топли поздрави и доста вкусни поздрави од срцето на Пелагонија. Секако, светот на вкусовите е она што верувам дека недостасува во Тиквеш, пошто Тиквеш е познат по добро вино, добра вода. Кога мислам добра вода, не мислам на брендот добра вода. Така да, витаминка е тука секако да поддржи и да поздрави нешто што се вика квалитетно замислена и изведена активност. Јас би сакал сега малце да се вратам една година, кога првпат се запознав со луѓето кои и оваа година ми е драго што се во организациониот одбор. Немав едноставно представа што всушност значи сето ова. Еве и вечерва гледам нешто што се вика прво многу позитивна енергија, многу ентузијазам и логично беше да се створи оваа синергија што полека веќе по 4-ти пат се остварува. Желба ми е, пошто беше спомнато, да критикуваме. Да, јас имам место за критика, али не за вас, него за нашата држава, затоа што ова е нешто што треба, се надевам нема да ме сватите погрешно, да ве надмине сите вас. Многу е... Да, затоа што бев многу импресиониран, сега сум уште повеќе импресиониран. Јас мислам дека, ние како држава сме релативно мала, ама многу богат. Ова што тука го има, нештото што го викаме Алчар, за наша среќа, е навистина уникатно. И јас се надевам дека и ова манифестација ќе биде полека еден од, да речем, македонските бисери, како што е Охрид, како што се, ајде да ја бројуваме. Едноставно, се надевам дека малиот јубилеј до година, 5 годишницата, во најмала рака многу сериозни компанија ги има оваа држава надвор од оваа територија, затоа што тука се гледа апсолутно и самата општина, тука е голем поздрав и до самата општина и до компаниите која препозна оваа работа. Се надевам дека државата заедно можеби со, да речем, регионално, гледано и од европски аспект, ќе ја препознаат оваа манифестација и ќе ја валоризираат, затоа што мислам дека дефинитивно има што да се види тука.